Поради загубен судски спор, координаторот на ВМРО ДПМН во Свети Николе Дејан Владев на тамошниот градоначалник Сашо Велковски треба да му исплати 60.000 денари. Одлуката за ова ја донесе апелациониот суд во Штип, потврдувајќи ја веќе донесената идентична пресуда на Основниот суд Свети Николе, кој исто така пресудил во корист на Велковски. Причина за судскиот спор е пресконференција на Владев од јули 2019 година, на која го обвини Велковски дека знаел за ширење на вирусот Коксаки во детската градинка Рахилка Гонева, но не презел никакви дејствија за заштита на децата. 18 месеци подоцна судот одлучи дека кажаното од страна на Владев всушност било клевета. Му понудив уште тогаш да се извини јавно, меѓутоа не ја прифати. Не сакаше да го прифати извинувањето и морашме по судски пат да докажеме дека сето тоа се клевети и лаги изнесени од негова страна. Судскиот процес уште од минатата година е и еве дојде до епилог за дека се невистини сите тие клевети и лаги што ги беа насочени кон мене. Од штетата Велковски најави дека нема да ја задржи за себе, туку ќе ја донира на градинката. Паричните средства во износ од 60.000 денари ќе ги употребам за купување на опрема во детската градинка Рахилка Гонева, значи токму за оние деца каде што јас како градоначалник се грижиме за сите нив, бидејќи сакаме да обезбедиме убави услови за престој на нашите најдници. Од друга страна, Владев не отстапува од кажаното и работата според него нема да заврши тука. Се што сум кажал стоам поза тоа. Пресудата е политичка, највеќе ради тоа што ја цитирам изјава на Мила Царовска, дадена одговорница в парламент. Не застанувам тука, значи има повисоки и државни инстанции и здрави живи натака, ако се изтрпат сите лекови правни што се во Република Македонија, ќе понесам тужба, преставка до Меѓународниот суд за човекови права.